Минатата недела, од која снимив епизодата за почитта, тоест не почитта на младите, се случи еден тон немили настан, баш кај младите, која остаја цела македонска јавност во бунило скроз. И мене луѓе стално ми пишат зборај на оваа тема, зборај на онаа тема. Обично тоа е за мајта. Прв пат во векот ми пишат ученици од различни градови во државата да зборам на оваа тема. Не за мајта, за грижени деца ми пишат. Молим те, зборај за насилство. И ми пуштат од видеата таму што се случвало. И пошто нормално никој друг неки да збора на тема. Пошто нели осетлива тема, знаеш како. Треба сите политички коректни да бидат, избегнуваат, не знам што. И пошто ние овде не сме толку нежни, да не речам не интересира вистината, така си направиме отворен муавет на тема. Пошто ова стварно излегва од контрола веќе. Така што ако сакате трач рубрика, некои весели теми, кој со кој бил, како бил, што направил и зошто, тоа ви препорачувам да си смените по совреме нешто друго да гледате. Пошто ако досега бевме искрени, денес ќе видиме брутално. Може? Ајде бате, пуштај шпица и да му влези. Врсничкото насилство е можда најстарата форма на насилство во векот што постои. Откако постојат животните, не луѓето, животните откако постојат врсничкото насилство. Почнувајќи од дома, па во малото, па на училиште и не мора да е во тој редослед. И то не мора си експерт за да го знаеш, бе брат. Сите сме били или сме виделе нешто така. Во сите класо, ајде да не претерам, во сите училиште имало по некој насилник, имало деца што им малтретирале поќе, деца што им малтретирале помалце, ама скоро и да не постои лично, што не била директно или индиректно засегната од некаков тип на врсничко насилство во живот. Само што порано немаше камери за да се документира сето тоа. Ако почнам јас да раскажувам приказни што се случваше кај нас на училиште и пред и за време на настава и по наставата, ќе речите овој филмој си прави. Тоа можат да сватат само луѓе што биле во таа ситуација, без разлика дали во ова мало или во некое вакво мало во друг град. Макар што во кој и да си училиште основно во било кој град во државата, ретко кој е имал таа привилегија да нити биди допрен од нешто такво, нити па просведочи. Наравно, како врви времето и како идат овие западните култури се поќе кај нас и колку е поголема видливоста со сите телефони, камери што постојат и со сите социјални мрежи, некако се пострашно и пострашно става. Сам не дека порано не било страшно, ама за тебе толку многу и не ти е гај. Ама кој размислиш што може да му се случува на твое дете, тука е веќе малце поинако. Особено кој ти текни што се случи во Србија не така одам. А за да дојди до нешто толку екстремни, сите тие работи мора да имат некаква травматична позадина. Не може да е тоа туку така. Очигледно децата врват низ нешто во живот. Сите сме врвели. Ама можда дека нашето време не беше толку јавно. Не можеш да знаеш што се случва од тука во Штип, пошто немавме појма што се дешава. Треба си таму во моментот да го види. Денешно време сите се знаат за сите сегде. И децата се многу поки изложени на сечие мислење, што значи живеат под многу поголем притисок, што значи веројатно тому влија и нив. И затоа не е нешто со кое не можеш да се носиш, очигледно се носат со тоа генерации веќе, ама за да може едно дете здраво да размислува, да ги гледа работите како што треба, да ги чувствува како што треба, да знае да ја прими емоцијата, да ја почувствува и да ја изрази, треба то дете да живее во здрава средина прво дома. Што значи, не някме најдоте, сите трауми, сите проблеми на луѓето почнуваат прво од дом. Да, убаво ме слушнавте. Ќе повторам уште еднаш за тие поназад што не слушнавте баш убаво. Сите проблеми што ги имат деца почнуваат од дома. Знам дека е тешко да се чуе, знам дека боли вистината, знам дека кога ќе дојди мувата на капата се осеќаш како тоа кај што најчесто оди мувата, нели? Ама вистината е таа, факт е тоа. Исто како што децата учат од родителите да зборат, учат да прат фаци, учат да биет и така натаму, така ги учат и овие лошите работи. Мене ми е фасцинантно како родителите не разбират дека детето ги разбира се од најмала возраст. Не можам да се изначудам, значи ги видиш родител збора за детето што е тука, како да не е тука. За пример, то 5 години способно е се да кажи, да разбери, да врзи, се му е јасно. И така ќе земи ќе збора за него како то да не постои во моментот. Не бе, тој ваков е, таков е. Онаков е, тој ваков е. Ајде мама, ваков е, таков е. Затоа ви се такви деца. Значи уште не тргнати децата, уште не пркнати му правите да имат грди чувства за себе, да мислат дека не се доволно добри, не се доволно способни, да мислат помалце за се. Не сваќате дека родителите се
внатрешниот глас на детето понатам. Наратор ќе му бидиш целвек на приказната негова внатре. Наместо му даеш поттик, да му даеш поддршка, да му даеш самодоверба на детето, вие сте изгорени и направите зависни од вас, море да зависат од вас целвек. Никогаш нема го разберам тоа, ама ете, на крајот на денот кој ме прашва така? Па да не прам муабет колку децата ги гледат работите дома, комуникацијата меѓу родителите, сите кавги, сите убај моменти, се гледат, се впиват и сето то после се одразва надвор. Сега како растат тие ќе гледат и надвор, ќе гледат и кај комшите и на училиште што се дешава и професори, се ќе гледат. Ама првично се тргнува од дом. Што значи првата одговорност е на родителите. Пошто родителите најубо знаат какво дете имат дом. А па ако не знаат какво дете имат дома, тоаш уште поголема одговорноста кај нив и очигледно не си ја бркат работата како родители. Јас се извинувам ако сум брутално реален, ама таа е реалност. Сега гарант има некој што ќе рече, а не можеш да знаеш какво дете ќе ти се падни, не знам шо. Абе ти треба да си осработиш твојот дел. Ти не можеш да одбериш какво дете ќе се роди, каков табиет ќе има, какви проблеми ќе има понатаму, дали здравствени, дали физички, психички, дали шо да е. То не можеш да знаеш. Не шо можеш да знаеш. Можеш да знаеш дека си дал 200.000% за да се погрижиш да го извеш детето на прав пат. Можеш да го направиш приоритет. Наместо ти е приоритет кафаната или пиењето или не знам шо, прво треба ти е дете. Тоа е моето мислење. Што значи за секоја ваква постапка на малолетно дете, како што треба да има санкции за детето, треба уште поќе да има санкции за родители. Пошто аз последно ко проверив, малолетно дете без дозвола на родител не смее да прави многу работа. И то не е за џабе така. И ниедна ситуација во животот не е изговор за ти да го пуштиш детето од раце и после цел век да го правда. Нема оправдување, бе. Сакам да му се обратам на родителите на овие деца што прават проблеми по училишта. Јас знам дека не е лесно, ама исто така сум сигурен дека и вие знаете дека ова не е во ред. Знам дека ти е твоја, ама не е во ред. Што значи ќе си бидите луѓе и ќе си ја земите одговорноста во ваши раце. Пошто ниедно оправдање на светот што можете да го смислите нема да го оправи детето и да го врати на здрав пат. Секој би сакал да може да најде оправдање, бе тој оти заради ова зато вака направи. Инстинктивно е. Ама џабе, сваѓај. Уште 200 милиони пати да го оправдаш и направиш само полошо, ништо поарно не може да излези. Значи мора да си преземиме одговорност сите за своето, бе. Доста е со ќути има и полошо, нема полошо поќе, готово. Следното полошо не дај Боже може да е фатално. А вервам дека никој не ќе до тоа да дојде. Сега знам дека малце клизачи му влегов на родителите. Знам дека може да грубо звучеш, ама некој мораш ова да го речи јавно. Пошто ако јас на пример не си поводам сметка за моите, кој треба ми поводи? Кој треба да е крив? Детето, кој без дозвола на родител не сме нигде да оди ништо да направи, то треба да е криво. Знам ќе зборам јас и за децата. Да не мислите така ќе ги остави. Следната епизода ќе биде за нив, пошто очигледно никој нити сака нити има зборано со нив во векот. Јас лично ќе збор. Не е проблем. Нека бидам јас лоши. Комотно мене да ме накривите и родители и деца како јас се наоѓам тука да зборам. Не е проблем. Ама јас ќе ви го кажам моето мислење. Искрено од душа. Пошто знам дека макар 1% од муабетот ќе остани негде внатре врежано таму. А реално колку поќе то поар. И толку од мене за денес. Знам дека сте навикнати на малце полабава содржина, ама на крај на денот знаеш како? Кој те праша? Понекогаш идат теми и моменти кај што треба стварно сериозно седнем и да направиме муа. А следни ми сте вие деца. Што значи наредна епизода ви закажувам средба. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.